Губење на трпението, притисок или поддршка. Последната порака на официјален Вашингтон ги вкрсти мислењата на експертите. На прашање дали станува збор за реал политика или индиректна закана, дел од нив сметаат дека е укажување. САД знае каде е проблемот и тој треба да се надмине и реши, а Македонија сериозно да влезе во помирни евроинтегративни води со што би се стабилизирала и внатрешната политичка сцена. Муслио смета дека по пораката на Марфи опозицијата сериозно ќе размисли каков став ќе заземе. Пораката која ја упати сенаторот Марфи беше јасна, укажа на потребата да се направат уставните измени и укажа на почетокот на губење на трпение на нашите стратешки партнери. Нарочно тука зборувам за Соединените Американски држави, кои ни помагале низ целиот процес. Ја верувам дека они имаат голема улога и за компромисот кој се направи со Бугарија и доаѓањето до преговарачката рамка. Така да мислам дека појасна порака од ова не може ни еден политичар да испрати. Дел од експертите пак овие пораки од високи представници на меѓународната заедница ги класификуваат само како притисок. Коментираат дека за разлика од 2018-тата, пред референдумот за промена на името, кога Меркел пристигна во Скопје, сега е спуштено нивото. Дали е пријателско убедување или е соочување со можните последици, кои се тие? Ако се гледа дека се пријателски односите и добри односите сега, јас би рекол 2004 беа најдобри односите со Америка, кога не призна со тогашното уставно име, нели, Република Македонија. Не најде за сега на промена во ставот на било кој од пратениците на ВМРО ДПМН кои, нели, треба да го обезбедат тоа. Мнозинство, барем 6 од нив да се писманат. Вчера американскиот сенатор Крис Марфи од редот на демократите, кој важи за политичар во подем, за време на официјалната посета на Скопје порача: ако Македонија не го промени уставот, тоа ќе влијае на односите со САД и ќе биде загрижувачки чекор за НАТО. Кажа дека дошол во име на Соединетите Американски држави да се осигура дека е испратена силна порака до пратениците во собранието да кренат рака за промена на уставот. Инаку овој период засилена е дипломатската офанзива на меѓународни политичари кои испраќаат иста порака, дека уставните измени мора да се случат за земјата да го продолжи европскиот пат.